أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Продолжуваме каде што застанавме минатиот пат, како што знаеме, зборуваме за животот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова биографија, негова сира. Како кажавме и првиот дерс и овај дерс ќе не помениме дека оваа гранка од науки е многу битна за еден муслиман, за еден верник. Да познава сира, биографија, хасатен, специјално на неговиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Како ти кажуваш дека Аллах Джелешану и пејгамбер алейхи селам ги сакаш повеќе од себе си, од своја фамилија, од своје богатство. Ваков иман, вака треба да имаш иман. Ова шарт на иман, да го сакаш пејгамбер алейхи селам и Аллах Джелешану повеќе од себе си и све што има за да биде твој иман. Тамам, како ако ти не познаваш негов живот, не познаваш негов суннет, не познаваш како тој живеел, како тој работел, како тој се жртвувал за овај дин и како се преселил од оваа дуња. Во претходниот дерс застанавме каде татко на пејгамбер алейхи селам Абдулла ибн Абдул Муталиб се пресели во ахирет. Во онај момент кога се зачна пејгамбер алейхи селам, само што се зачна во утроба на Амина, како мал дженин, како мало бебе, се зачна во утроба на негова мајка и Абдулла, Аллах Джелешану му зеде негова душа, се пресели во ахирет. Значи татко на пејгамбер алейхи селам. Остана Амина сама за неја да се грижи татко на Абдулла, Абдул Муталиб. Седеше во куќа на Абдул Муталиб. Набрзо во оваа дуња се роди Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Се роди пејгамбер алейхи селам во понеделник 12 Рабиул Ауел 571 година од Иса алейхи селам, Аммул Фил, година на слонот. Така беше наречена годината во која се роди Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Само што се роди Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем во дуња, се јавија некои аламати, некои знаци, некои чудни нешта. 14 балкони и големи делови од Персија кралството се урнае, памнае. Огнот на Фарис, на Меджус, огнот кој го обожавае, кој многу години не беше угаснат, се сгасна во овај ден во кој пејгамбер алейхи селам се роди. Шејтани почнаа да бидат гајџани во сема со звезди. Во сема се постави чувари, Аллах Джелешану постави чувари да ги штитит на сема од шејтани да не се искачат и да земват од ахбар, од ситуација во сема. За ова во наредните дерсови ќе стане збор повеќе. Кажи мајка на пејгамбер алейхи селам за нејзина бременост, многу лесна бременост имаше Амина. Кога се пореди, виде нур како излегуват од неја и го осветли Шам. Овде некои аламати, некои знаци во време кога се роди пејгамбер алейхи селам. Вели Хасан ибн Тhabit ради Аллаху ан, еден од сахаби, вели кога се роди Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, ја бев во Медина и бев мало дете и игравме со деца во улици на Медина и слушнавме како еден од евреи од јахуди ги повикува на други евреи, на други јахуди, ги собра во едно место и му кажа Захара неджмул Ахмед,
денеска се појави звездата Ахмед, Мухаммед Мустафа. Овие евреи читаје во Теврат знаци за пегамбер алейхи селам, сифати на пегамбер алейхи селам, место каде ќе се појави и се собрае од многу места и дојде во Мекка и во Медина да го чеке појавјањето на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, последен пегамбер, мислејќи дека ќе се појави од јахуд, од кеними ќе се појави, од евреи дека ќе види. И тие го признаете нешто, го чекаја пегамбер алейхи селам. Како и денеска многу аламети, многу нешто што пегамбер алейхи селам ги кажал, и кога ќе се појават многу луѓе ги одбиват тие нешта. Едно од тие нешта кога ќе се појави Мехди, сите веруваме во ова нешто дека ќе се појави Мехди и ќе стане голема војска од тие до вчера што го чекаја на Мехди да се борат против Мехди. Така еве јахуд го чекај на пегамбер алейхи селам, убедени дека ќе дојде, само што не дојде од нивно кабиле, што не дојде од евреи, станаја најголеми противници на пегамбер алейхи селам и на овој ден. Вака евреи. Кога слушна Абдул Муталиб, дедо на пегамбер алейхи селам, дека се роди негов внук, син од негов син Абдулла, го зеде ова мало дете во негови раце, направи таваф околу Кеаба, таваф. Беше присутен таваф. Влезе фи џауфил Кеаба, внатра во Кеаба. И кога го виде во Кеаба, рече семејтуху Мухаммеда. И ти ќе се викаш ели Мухаммед. Ја му кладов име нему Мухаммед. Вакво име немаше во арапски полуостров до ова време, додека се појави пегамбер алейхи селам. Прво име Мухаммед. И го однеса ке негова мајка и му го даде на негова мајка. Името на пегамбер алейхи селам комплет, не се од лозата на пегамбер алейхи селам, би звучало вака: Мухаммед ибн Абдилла, ибн Абдул Муталиб, ибн Хашим, ибн Абдул Менаф, ибн Қайс, ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن الكنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد وابن عدنان. До ова лоза, овај сенет го пренесли Бухари, како веродостоен сенет. После ова муфесири мухадиси велат не смет да се продолжи со лозата. Ани до Аднан, застан вид лозата на пегамбер алейхи селам. Во ова време во Мекка имаше една традиција. Кога се родеше некој дете од богата фамилија, тие го даваа да го дојде некоја жена, Едно, друго ги оддалеше овие мали деца од Мека, затоа што во Мека имаше некои болести кои ги нападваше на тие мали деца. Истото се случи со Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Во ова време во кое се роди пегамбер алейхи селам, пренесви Халимето ибн Садија. Ова беше мајка на пегамбер алейхи селам, Халима, по млеко. Ова со една група на жени дојде од едно племе да земат мали деца и да ги носат во нивно место, да ги дојат 2 години и повторно да ги вратат на нивни фамилии. Кога дојде во Мека, сите нејзини другарки кои беа дојдени да бараат деца, најдоа деца кои ќе се грижат и ќе ги доат. Сите кога дојдоа да прашаат за Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, кога научија дека е тој јетим, дека нема татко, ниедна од нив не сакаше да го прифати. Зошто јетим, немат пари, немат ова, ова беше целта на ними, да се грижат за него и да земет еџер, да земет награда за теа нешто, да земет дујна. Пред да замине од ова патување, Халима остана, немаше да најде ниедно дете, само таа немаше да најде. И не сакаше да се врати назад, побара изин од нејзин маж Хариф да го зема на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем да се грижи за него. Во исто време тие имаја уште едно машко мало бебе за кое таа го доеше.
и го зема на Мухамед салаллаху алейхи ва селем да се грижи Халима за него. Пренеси Халима. Само кога го зеде во нејзини гради немаше млеко. Нивно дете со денови плачеше и беше гладно. Само кога го зеде на пегамбер алейхи селам во негови гради, во нејзини раце, почна пегамбер алейхи селам да пие млеко од Халима. Имаше многу доволно млеко за него и за неговиот брат по млеко, кој беше син од Халима, и двата се најадоа многу. Јани пренеси Халима и заспа наш син после долго многу време. Пренеси Халима дека само што го зеде на пегамбер алейхи селам, таа и нејзина фамилија осетија голема промена, голем берекет. Берекет во нивни живот, во нивна стока, во нивно богатство. Се пренеси дека ова година во ова племе, во ова место во кое живееше Садија, Халима имаше голема суша. И нивни овци немаја од што да јадат, немаше никаква трева. Кога се вратија од пасење овци на Халима беа напасени, најадени и полни со млеко. Така пренеси. И другите луѓе викаја пуштете ги овците заедно со овците на Халима, за да се напасат и тие. Али не знаеше дека ова берекетот, поради што го зедве тие на пегамбер алейхи селам да се грижат за него. Оваа период беше 2 години. Халима се грижи за пегамбер алейхи селам 2 години. После 2 години, заедно со другите жени се вратија во Мека и да му ги вратат на нивните фамилии и нивни деца. Али Халима сакаше повторно да го зема на пегамбер алейхи селам да се грижи уште малку време. И почна да ја убедува на Амина, мајка на пегамбер алейхи селам, да го остави уште некое време во нејзино чување. Ја убеди на неа и повторно го зеде на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Се вели дека негде пред 5-та година, околу 4,5 години, негде кога имаше пегамбер алейхи селам, играше со деца во ова место. Дојдве, пренесве тие деца, дека дојдве 2 луѓе облечени во бело и го зедве на Мухамед од кај нас и го трнаа на едно место и го ставија во земја и му извадија негово срце. Ова дошло во сира дека и во хадис на пегамбер алейхи селам дека Џибрил алейхи селам и Микаил, овие 2 мелеки дошле и му направиле, и му отвориле негови гради на пегамбер алейхи селам, му извадиле негово срце и го миеле со вода од тие нешта кои му ги фрлил шејтан уште додека бил мал, да се изчисти тоа срце од пегамбер алейхи селам. Кога виделе овие други деца ова нешто, се уплашиле и избегале. Син од Халима отиде во нејзина куќа, ја побара на негова мајка, ја кажа што се деси. Кога го виде на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, имаше некаква трага на негови гради, а негова боја беше жолто-бела боја. Се гледаше дека има видено некој страв ова мало дете. Плашејќи се од ова Халима Садија, го седе на Мухамед салаллаху алейхи ва селем и го врати ке негова мајка. Го врати во Мека, плашејќи се да не му се случи нешто на ова дете. Кога дојде и објасна на негова мајка, а негова мајка на пегамбер алейхи селам, рече немој да се плашиш за него, јас не се плашам за него. Јас додека го носев на него како бебе, видов многу нешта, многу чудни нешта, многу лесно ми беше моја бременост, и кога се породи Мухамед, видов нур како го осветлува на Шам и некои други работи, и ја не се плашам дека шејтан мој да му наштети на него. Не остана долго пегамбер алейхи селам со негова мајка повторно 6-та година од негов живот. Негова мајка и Мухамед салаллаху алейхи ва селем, јани со дедо на пегамбер алейхи селам Абдул Муталиб, заминаа во патување во Медина. Сакаше да види мајка на пегамбер алейхи селам, нејзина фамилија во Медина, да ги види нејзини брајча, дајшевци пегамбер алейхи селам, и да го посетет, во некој ривајет се вели, да го посетет, зашто беше во пат гробот на Абдулла, нејзин маж и татко пегамбер алейхи селам. Кога се вратија од ова патување, кога се враќа од ова патување, во местото Ебуа ја задеси голема болест на мајка на пегамбер алейхи селам и се пресели мајка на пегамбер алейхи селам во ова место Ебуа, ова малку подалеку од Медина.
Пегамбер алейхиселам остана и без мајка. Го зеде во негова закрила негов дедо Абдул Муталиб. Абдул Муталиб многу го сакаше на пегамбер алейхиселам. Седеше заедно со негови деца, ани тие беа аџови на пегамбер алейхиселам, седеше со ними, растеше со ними. Имаше адет Абдул Муталиб, кога ќе падне сонцето, кога ќе падне во запад, да излези во Кеабе, во сенка, да седнал да одмора. Му реда едно седжаде и седеше на тоа. И никој не смееше да седне во тоа седжаде, освен Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям. Му имаше дадено изин на пегамбер алейхиселам да седне во тоа место и секогаш седеше во негова близина, на негов дедо. Али ова не траеше многу. За после само 2 години, кога наполна пегамбер алейхиселам 8 години, да се пресели негов дедо Абдул Муталиб, да се пресели. Во негова закрила го зеде негов аџо, Ебу Талиб. Го зеде во негова закрила да се грижи за пегамбер алейхиселам Ебу Талиб. Кога се пресели Абдул Муталиб во ахирет, Ебу Талиб го зеде на пегамбер алейхиселам да се грижи за него. Аббас, кој беше други син од Абдул Муталиб. Абдул Муталиб имаше обврска да се грижи за Земзем изворот. За Земзем водата да се грижи тој. Е зеде ова обврска Аббас. И фамилија на Аббас до ден денеска се грижи за Земзем водата. Колене по колене, до ден денеска во нивна закрила, тие се имеат во нивна одговорност водата Земзем. Пегамбер алейхиселам после ова 8 година, значи живееше со негов аџо Ебу Талиб, остана да живее со него. Во ова време се пренеси дека пегамбер алейхиселам во млади години пасел овци, бил овчар. И рекол пегамбер алейхиселам, нема ниеден пегамбер, а да не бил овчар. Мухаддиси велат ова хикмет на Аллах џелешану, да научат да се грижат, да бидат грижливи, да бидат сочувствителни прво со животни енбијани. Ака викат мухаддиси. Затоа пегамбер алейхиселам кажал дека ниеден енбија не бил, а да не бил овчар. Во ова време исто пегамбер алейхиселам негов аџо го земаше во тиџарат, во трговија, зашто Ебу Талиб беше трговец. Имате еден ривајат кој има дел на улема, го прави сахи, дел на улема кажу дека е дај, али да се спомни, пошто имам некои хадиси што се хасен за ова предание. Ебу Муса Елешари пренесви во Ебу Давуд таму, во збирка на Ебу Давуд, дека ова киса, ова случка што се случила, кога бил на патување, Ебу Талиб и го зел на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, имал 13-14 години во ова време пегамбер алейхиселам, за Шам. Кога тргнале за Шам, во едно место, застанале во едно место Бусра, да одморат во тоа место. Во тоа место имало еден рахиб, Бухајра, се викал Бухајра. Застанал и го гледал на пегамбер алейхиселам и го повикал на Ебу Талиб, му рекол, кој е ова дете? Што ти е тебе ова дете? Му рекол, јас сум негов татко. Рекол, не, ова дете немој да има татко. Рекол, јас сум негов аџо, тоа може, рекол. Ова дете, рекол, некако сите други деца. Гледав кога поминувавте по пат, секој еден камен, секој едно дрво му правеше сежде на ова дете. Гледав како облаци го покривет, го штитет на ова дете од горештина. Го видел, се вели во ова предание, го видел и печатот на пегамбер алейхиселам и му рекол обавезно да го вратиш во Мекка ова дете, зашто ако научите Јехуд за него, мој да му наштете. Ова дете ќе биде енбија, ова ќе биде еден од енбија, еден од пегамберите кој ќе дојде. Како кажавме, ова е спомнато во многу книги, има основа, има база, има некои хадиси што се хасен за ова предание. Пегамбер алейхиселам, значи живееше и работеше исто така како трговец долго време. Во ова време се случи една киса, една случка во Мекка. Дојде еден човек од Зубеј, од едно место викано Зубеј, со негова роба и да продава во Мекка. Од него купи зеде некои работи Ас ибни Уайл Сехми.
Ovaj čovjek kupi nekoj работи од него и не му даде еџер, не му даде пари за овие работи, него ги зеде од него. Овај човек повика на помош. Повика да му се помогне на зулумот кој му е направен. Овај помош го слушна Az-Зубейр ибн Абдул Муталиб, аџо на пегамбер алейхиссалам. Потоа тој ги повика многу големци на Мекка, од сите кабилина се собрае по еден представник и направи еден пакт, еден сојуз, кој сојуз главна цел беше да се помогне секој еден на кому му е нанесена неправда, било да биде од Мека, било да биде од сиромашна фамилија или од богата фамилија или надвор од Мека, да му се помогне со сите сили и средства. Во овај сојуз, кога се правеше, беше и Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, иако имаше само 20 години. Луѓето го почитуваја неговото мислење, го доби прекарот Ел-Емин, праверлив, доверлив, поверлив, пегамбер алейхиссалам, и рече пегамбер алейхиссалам за овај сојуз: помило ми е што бев во тој сојуз, него да имаме една долина со црвени камиња. И кога рекол пегамбер алейхиссалам, кога бил пегамбер, има хадис, и кога би бил повторно повикал во еден таков сојуз да му се помогне на тој на кому му е направена неправда, повторно ќе се озвиев на тој повик. Во ова време во Мекка, имаше една група на луѓе, како кажавме во претходните дерсови, кои беа на таухид, кои имаа вера на Ибрахим, Исмаил алейхимассалам, кој има е вера од Ибрахим алейхиссалам, али не знае како да го обожаве на Аллах Желешану. Таухидот го има е во нивно срце. Некој од ниве беше Ебу Бекир ес-Сидик ради Аллаху ан. Овај пред Ислам не направил сежде на кип, не обожавал кип. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям не обожавал кип. Не обожавал кип пегамбер алейхиссалам. Зейд ибн Амар ибн Нуфейл, еден од ними. Осман ибн Ухайрид, Варака ибн Науфел, Убейд Аллахи ибн Джахш. Овие луѓе што се спомнати некој, овие луѓе го обожавале на Аллах Желешану. Не му преле ибадет на кипови. Бел Есма бин Ебу Бекир пренесви, чека на Ебу Бекир, Зейд ибн Амар ибн Нуфейл. Овај се фатил за Кјаба и му повикувал на Куреш, на глас викал: кеферту бил Лат, кеферту бил Узза. Направив куфар во Лат, не верувам во Лат, не верувам во Узза, не верувам во Менат, не верувам во ваши кипови. Зошто обожавате кипови? Зошто ги обожавате овие кипови? И велит, Есма го пренеси това, велит, стави неговата дланка на неговото чело и рече: ја Аллах, не знам како да те обожавам. Не знам како да ти правам ибадет. Не останало ништо од тие ибадети. Не знам како да ти правам ибадет. После ова бил многу тепан и заминал за Шам да барат дин, да барат прав дин. Во пат стретнал еден рахиб, која го прашал од каде си, од Мекка. Рекол: каде одиш? Одам да барам права вера. Слушај, рекол, врати се во Мекка, во ова време треба да се појави еден пегамбер. Треба да се појави Ахмед. И тој ќе биде последниот што ќе го прати Аллах Желешану во дуња. Зейд почнал да се врашта во Мекка. Во пат бил убиен во пат. Пред да испушти душа, пред да се пресели во ахирет, направил една дуа: ја Аллах, мене ми е забрането, не можам да го стретнам новиот дин, да го стретнам таа вера исправна, ама немој да го забраниш да ја спознити, да ја стретне мојот син Саид ибн Зейд ел-Курейши, негов син. А овој беше еден од Ашара Мубешер. Негов син, поради ова дуа, еден од тие 10 што се обрадовани со џеннет. Саид ибн Зейд ел-Курейши, еден од тие 10 што се обрадовани со џеннет. Во време на пегамбер алейхиссалам, Омер и Саид ибн Зейд биле добри другари и дошле ке пегамбер алейхиссалам. Му рекол Саид: ја Расулуллах, дали да барам истигфар за мој татко, за Зейд?
Му рекол пегамбер алейхи селам, бара рекол опрос, тој во суден ден ќе биде проживет како умметил вахиде, како еден од негов уммет. Бара опрос за тој татко. Во ова време пегамбер алейхи селам, како кажавме, бил трговец и имал добро име за поверливост, за доверливост. Во ова време во Мекка имало една богата вдовица Хатиџа. Хатиџа ради Аллаху анха во ова време работила со трговија. Таа имала еден од работници Мейсере, се викал Мейсере. Побарала од него да му најде некој поверлив, доверлив човек што ќе изврши една трговија, ќе замени во Шам и ќе се врати од оваа трговија со голема трговија. Мейсере слушнал за поверливоста на пегамбер алейхи селам, го избрал на пегамбер алейхи селам. Заминале на ова патување. Пегамбер алейхи селам, Мейсере и караванот кој заминал во Шам. Али овај Мейсере имал задача од Хатиџа да го прати на пегамбер алейхи селам. Како се понаша? Тој видел многу чудни работи ке пегамбер алейхи селам. Не видел таква поверливост и доверливост ке ниеден до тога. И видел некои аламати, некои чудни керамети што не ги видел ке други човек. И тој му дал голема вредност на овој човек. Кога се вратиле од ова трговија, успешна трговија, и објаснал Мейсере за целата работа на Хатиџа, во срце на Хатиџа влегло сакање спрема Мухамед салаллаху алейхи ва салем. После набрзо ова, пегамбер алейхи селам и Хатиџа се земале, стапиле во брак. Кога пегамбер алейхи селам отишол кај негови аџои, да бара дозвола за да се жени со Хатиџа, да му објасни дека ваква прилика, тие сите му дозволиле и отишол да се жени со Хатиџа ради Аллаху анха, пегамбер алейхи селам. Од овај брак, сите деца што имал пегамбер алейхи селам му били од овај брак, освен синот Ибрахим, кој бил од Марија Коптија, од Марија, а другиве деца сиве што ги имал били од Хатиџа, како што стои Ибрахим бил еден од синовите на пегамбер алейхи селам, кој кажавме дека тој бил од Марија, другите синови Касим, по кој добил кунје, така го викале во Касим, татко на Касим, овој најмалиот син, Абдулла или познат како Тахир, Тајиб, такви имена имал плюс. И Ибрахимове три синови, Зейнеб, Рукаја, Умму Кулсум и Фатима, овие четири черки на пегамбер алейхи селам. Сиве машки деца умреле додека биле мали, од женскиве сите се преселиле, освен Фатима, пред смртта на пегамбер алейхи селам. Фатима ради Аллаху анха се преселила после смртта на пегамбер алейхи селам.